И продолжуваме со разговор во студиото. Почитувани, имам голема чест и задоволство денес во студиото да ни биде гостин човекот кој веројатно е во Македонија рекордер по фаќање на Светиот крст во водите во државава. Станува збор за Даниел Дончевски, кој што 5 пати досега го има фатено Светиот крст во Вардар, односно 4 пати во Скопје и еднаш во Кратово, а досега 11 пати годинава, по 12 пат ќе биде дел од луѓето кои што ќе влезат во Вардар за да го фатат Светиот крст. Даниел, добар ден и добре дојде. Така е, добар ден, добро ве најдов. Благодарам на прекрасната најава, благодарам на поканата, ги поздравувам сите гледачи на МТВ и сакам да ви го честитам вам и на сите гледачи, да ви ги честитам празниците и за многу години да ни се. Ти благодарам многу за многу години. Нека се и убави се овие празници кај што се најпрво сите сплотени во семејството, а потоа и со околината. Водици е еден од во редот на празниците, можеби по Великден и Божик, еден од најголемите празници. Го празнуваме, го чествуваме, му се радуваме. И веројатно е уште позначаен за сите вас кои што влегувате во студените води на водотеците во Македонија за да го фатите Светиот крст. Зошто или од каде идејата кај млад човек прво да се започне со учество на вакви манифестации и барање на наоѓање на Светиот крст? Се во животот ми се случува со причина. Јас од многу мали нозе, јас и мојот брат сме воспитувани од нашите родители да ја почитуваме нашата христијанска вера, да ја сакаме, да ја празнуваме, но да ги почитуваме и другите вери. Така да од многу мали нозе јас сум воспитуван и да постам, така да веќе кога станав полнолетен, за прв пат ми се роди желба да учествувам од многу мал ја сакав оваа манифестација, но за прв пат ми се роди желба да учествувам баш во мојот роден град, од каде што сум покорени. Јас од многу мал сум одселен од Кратово, но меѓутоа моите корења ми се од таму и желбата ми беше голема прв пат да учествувам таму. Така да тоа беше мојот прв скок за Богојавление Водици и моје прво фаќање на осветениот крст. Тогаш беше исто манифестацијата со голем број на учесници, така да ги поздравувам сите кратовчани и сите верници што прават да овој празник биде побогат со верници и традицијата да ни трае. Така да тоа беше мојот прв скок, мојот прв осветен крст и од тогаш започна се понатака. Некаде прочитав дека секоја парна година Даниел, тоа значи на секои 2 години Даниел потоа го фаќа крстот во водите на Вардар. Све со причина. Јас мислам дека се случува со причина. Баш до сега сите парни години крстот го имам во мои раце. 2011 за прв пат учествував во Вардар. Толку голема љубов ми се роди кон нашиот македонски Јордан, што си реков, дур сум жив, ќе си учествувам на нашиве манифестации, ќе си ја одржувам нашата традиција. Тогаш за многу малку не успев да го имам осветениот крст во моите раце, но 2012 беше годината многу слична на оваа. Така беше ладна, со сонце и позитивна. Многу година за мене, каде што баш онака беше пишано таа година да го имам прв пат во мој раце осветениот крст. Дали имаше некое предчувство? 2012 имав, да. Затоа и напоменав, некако осеќав позитивна многу еуфорија уште на самата литургија од сабалето кога ја имаме. Така да секоја година чувството во мене е и возбудата почиња многу неколку дена пред Богојавление Водици. Така дека мене психичкото спремање е малце по така
тешко од физичкото. 5 пати е Светиот крст во твоите раце. Што значи тоа за тебе, за твоите во семејството? Веројатно е и чест, и гордост, и благодарност кон Бога. Искрено, јас сум многу горд што луѓе во вака ќе ме препознаат по вако манифестација и ваков чин. За мене е голема привилегија до сега што јас стварно 5 пати сум успеал да го имам Светиот крст во моите раце. Среќа, берикет, љубов, мир и спокој. Тоа секогаш го посакувам. Така сум воспитуван и со таа желба и тој мотив ќе продолжам да ги празнувам и честувам нашите празници. Може би сега во моментов не гледа некој што годинава за прв пат ќе посака да влезе во водите на Вардар или било каде што ќе се случува ова положување на Светиот крст. Еден твој совет, значи во Скопје и во Охрид задолжителни се лекарските прегледи, ти ми кажа дека денес ги помина. Да, са Бајлево бев. Кај нас и во Охрид е организирано многу убаво. Значи секој што треба, што ќе се пријави фактички за скок по Светениот крст во рекава Вардар, мора задолжително е убаво и за самиот верник да ги помине тие медицински што се припреми, тоа е на спортска медицина, тие секоја година ги поздравам затоа што ни излегуваат во пресред. Значи сите одат првин таму, поминуваат лекарски преглед и со самиот тој купон одиш во МПЦ и тогаш се пријавуваш за манифестацијата. Тој купон откако ќе го добиеш, со истиот тој купон ние влагаме на речното корито на реката Вардар. Така да без спортска медицина, со оглед на тоа Вардар колку е ладен и брз и јак, значи јас апелирам до сите учесници, не само прв пат што ќе скокаат, туку и претходно што имаат учествувано, да не го пропуштат тој преглед, затоа што сепак се работи за наше добро. Велат и представниците на Црвен крст од Охрид рекоа боси во водата да не влегуваат капачите? Не, затоа што самото речно корито кога станува збор за Вардар е, тлото на Вардар е непредвидливо. Едно е со многу камења, друго е со речното корито издлабнато, некаде е подлабок Вардар, некаде е поплиток, така да не знаеме на тлото на Вардар што ќе згазнеш. Смрзнат си веќе нозете, не ги чувствуваш така како што мислиш дека е нормално, така да нормално е на себе да имат обувки, по можност патики кои се полесни, кои што не би се толожеле со вода. И сега, да зборуваме малку за онаа благородна работа која што кај тебе е евидентна, верувам дека и кај голем дел од луѓето кои што без разлика на тоа каде се наоѓаат, влегуваат во водите по Светиот крст, да зборуваме за хуманоста, за она што веројатно и самиот празник по себе го носи. Познат си по неколку хумани дела, хумани работи кои што си ги направил, веројатно една од најхуманите она во времето на короната, на ковидот. Тоа е, благодарам. Јас гледам да тоа што ќе го направам од срце, да не го представувам дека сум го направил, па еве сега некој да ми каже фала. Значи, се што правам од љубов и од срце колку можам. Самиот настан, јас го гледам како символ да ние направиме сплотување и да помогнеме, ако можеме, едно со пример, како да љубиме верава и да ги почитуваме нашите традиции и празници, друго како со материјално да дадеме таму каде што нема некој. Јас не можам да кажам дека сум помогнал на некого многу, но можеби тоа мое малку, ако неколку луѓе го направат, ќе биде многу. Така да благодарам до сите телевизии што вие и стоите
нас и зад секој што прави добри дела. Јас тоа го правам од љубов и ќе продолжам да го правам додека сум жив, затоа што така сум воспитуван. А другата работа што сакам да ја напоменам е за водици, кога сум бил даруван, значи јас сум ги поклонил. Пак тие награди символични, Тие подароци што не мислат практично луѓе тебе дека ти припаѓаат. да, пошто имат луѓе што можеби мислат дека не знам со што сме ние дарувани. Тоа е од љубов, некој што сака да ти поклони нешто за самиот ти ден, за здравие, така да јас дел од материјалните работи што ми биле, јас сум ги поклонил таму каде што сум мислел дека треба да припаднат и тоа сум го направил со срце и со душа. Така да и мислам дека и годината 2022, кога беше ковидот, покажавме како треба да се биде сплотен за нашиот празник, Богојавление Водици, и мислам дека треба со многу смиреност да се пристапи кон самиот настан. За Охрид, додека ние зборуваме течат инсерти, малку од Охрид, малку од Струга, малку од Скопје. За Охрид, кога станува збор за Богојавление Водици, се вели, односно се предпоставува само дали ќе биде тој што ќе го фати Светиот Крст од Варош или не. Бидејќи во 99% од случаите варошани се тие кои што може би се и најмногубројни, па затоа кај некој од нив е Светиот Крст. Во Скопје велат Даниел. Еве го пак Даниел. Пак ли тој, да. Значи, многу ме интересира. Дали сте тоа организирани, групирани за некој од вас да го фати крстот? Па еве вака, ја ќе поздравам сите што учествуваат на овој ден на Богојавление Водици. Во Охрид стварно не сакам да сум тој што ќе суди на некого како се одвива таму. Не судиме, ние констатираме. Не, јас лично не сакам, но меѓутоа вистина се луѓе од Варош и поготоа јас знам доста луѓе од таму што се на нив во срце име Водици. Значи стварно голема група се, сега може така се погодува кај нив секоја година Варошане, валјда може би затоа што ги има и па премногу голем број. Да, таму додека овде пак ли јас неколку години значи учествував само за здравие, не трчав по Светениот Крст. Значи и тоа учествував и во Бигорски 2023-та. Ајде реков да одстапам, некој друг да се израдува. Лани исто се на половина од Вардар влегов за здравие, се излегов. Така да овде кај нас нема група и ние сме тројца до четворица луѓе. Еве моментално ќе ги, значи немаме група. Јас и брат ми сме, мојот кубаш Славчо, најдобар другар, и другиот Горан, и баш сега треба да дојде, вика, оди ти повеќе збориш. Ние ќе останеме дома. Така да еве поздрав до нив ако не гледаат. Поздрав голем до сите и до цело моје семејство и до сите што не гледаат, така да нема групи во случајот кај мене. Единствената работа што јас кога ќе тргнам веќе по Осветениот Крст, никогаш не сум се вратил и никогаш не сум застанал. Значи, кога ќе тргнам со вербава во себе, значи одам трчам, пливам до самиот крај на целиот чин кога ќе се заврши срекникот, тој што ќе биде дури да го извади од осветените води крстот. Така да многу битно е вербата да продолжи, значи да не тргнат само и да застанат тука. Голем е Вардар, брз е, стварно треба малку да си и физички спремен, но меѓутоа таму има момци што се стварно доста спремни. Треба повеќе, јас мислам, да владее разумот, тогаш во сите нас, Водици како Водици во Скопје немало до сега инциденти. Значи, како во дел од помалите градови, и тоа слободно е така, ќе го земам за право да го искоментирам. Не знам сега да не минам градови, но меѓутоа се случува за крстот, да, двајца да го земат крстот, па да се скараат. Да, па да се искараат и тоа да не личи на ништо, така да апелирам до сите што ќе учествуваат и сега годинава и понатака малку да се пристапи со почит кон крстот, да, а не со да го гледа тоа како со очи на спортски настан, да, така да.
За крај, ме интересира дали, бидејќи е јануари месец, бидејќи е студено, бидејќи е зима, се случило ли некогаш после водици да настинеш? Јас никогаш. А и сите околу мене што ги знам никогаш. Значи, се верува дека таа година е благодетна со секој што ќе учествува со самиот чин што се случил, значи со самото крштевање на Исус Христос, ние веруваме во таа манифестација и со љубов и почит пристапуваме кон осветените води. Крстот доаѓа, сум кажал многу пати сам по себе. Јас 2016 не ни очекував дека крстот ќе биде во мои раце од толку далеко место што бев оддалечен, така да ете, све си доаѓа. Едноставно тој Све си доаѓа. 2016 Тој дојде сам. Да, значи буквално излегов само вака како и пред мене беше. 2018 исто. Така да оваа година ќе видиме. Даниел, ќе видиме. во секој случај, јас ти посакувам многу здравје и многу среќа. Посакувам многу успешна работа. Крстот нека го фати оној кој ќе биде најбрз и најподготвен. Но ова продолжување на традицијата само покажува дека знаеме самите да си се цениме, да си се почитуваме и остава чувство за тоа дека одиме по вистинскиот пат. Се надевам дека ќе продолжиме вака сплотено да си ги чествуваме нашите празници, да си ја сакаме Македонија, да си ја љубиме нашава вера со почит, да пристапиме кон неизе. Ме радува што има оваа година близу 200 луѓе до денеска пријавено во Вардар, така да ќе биде ова прекрасна година каде што јас посакувам на сите да осетат барем еднаш едно од моите чувства 5 пати што сум ги осетил барем еднашка, затоа што тоа е радост во срцево што не може да се опише со ништо друго. Ви благодарам на поканава, благодарам на тоа што секогаш сте со нас и ете, се трудите да бидете за сите празници вклучени, да ги најавите. Така да јас ги поздравувам сите, уште еднашка, им посакувам добро здравје, исто и на вас, и на вашава телевизија, на вашите гледачи, да останат да гледаат до вечер, така да ја бодриме Македонија вечер со ракометот. Тоа ќе го кажеме. Да ја поздравиме нашите ракометари, браво. Убедена сум дека ќе бидат на сите ќе бидат пред телевизорите, ќе гледаат на првиот канал на македонската телевизија во 17 часот и 50 минути кога ќе играат Македонија и Холандија. Даниел, тебе ти благодарам за твоето гостување.